Зовре незадоволството кај делчевските овоштари. 50 земјоделци со земјоделска механизација протестираа покрај регионалниот пат Делчево-Берово, но плашејќи се од прекршочни казни, со 5-минутна символична блокада на регионалниот пат Делчево-Берово го изразија незадоволството од игноранскиот однос на надлежните за нивните штети од пролетните мразеви, неисплатените субвенции, но и од политиките на осигурителните компании, кои не осигуруваа од пролетни мразеви. Само гледам на телевизија, стално само кажуваа уштетени лозови насади, уштетени јаблокови насади там по тоа пресен. Нас никој не спомнува. Ние имаме големи штети, 100% уништени и насади од слива и 90% на јаблоко од вишна. Јас, например, за мене да кажам само, има уништено 150 тона сливи и околу 60 тона вишни. Тоа во пари 1.200.000 евра. Посебен проблем за нив е политиката на осигурителните компании. Апел до компаниите. Друга година, најдобро ќе е да може што порно да ни објава дека ќе осигуруваат, нека биде и после 1 јануар. Ја ги сватам и компаниите. Това е ризик, това е комар. И да биде после 1 јануар. Кој сака да осигура, да може да осигура мрази од град. Значи после 2 месеца нека деси мраз. Сај ги сватаме и компаниите. Што вика некој ден у компанија вика: "Очи видете сакате прасе да колите." Управо човек. Видеме си дека ќе мраз, ајде да осигураме са од мраз. Апел това е до државата. Нека направи со компанија договор. После 1 јануар ако треба, кој сака да ризикува, нека осигура. Вака со самото објавување на условите за осигурување, практично беше исфрлена варијантата осигурување од ризикот пролетен мраз. Овие земјоделци не добија обештетувања ниту за ланските мразеви, но и за поплавите од пред 2 години. На мене државата ми должи, излезо, имаше поплави у Делчево, таму в Селоград, излезнаа да дојдеа комисија и ми испратија едно писмо. Това е 2015 година. Излезна комисија и ми дадоа дека е у процедура у Скопје, и вика у процедура. А од 2015 таа процедура още нема ништо. Ова е предупредувачки протест, вела делчевските овоштари. Доколку до понеделник не се преземат соодветни мерки, тие протестите ке ги радикализираат.